Самиот проект на Металург во работа со млади категории представува еден пример за сите клубови у Македонија како треба еден голем клуб да биде организиран, значи не само со прва екипа, него на сите нивоа со работа со сите категории. Значи од младинска екипа, кадетска, пионерска и сите школите на Металург кои се почетници. Да се извади еден играч, значи зборуваме за врвни играчи, тоа е еден долготраен и макотрпен процес. Значи, првенствено сите инволвирани во таа работа треба да имаат трпение. Значи, треба минимум 8 години. Минимум 8 години рачунаме од некои почетоци на 10 годишна возраст, значи треба минимум 8 години макотрпна работа, пратење на сите тие играчи, значи ангажман во сите селекции од пионерска, кадетска до младинска, па тек онда зборуваме за некои А репрезентативци. Значи, Металург како клуб има добра основа, значи има развиено школи низ Скопје, а сега во последно време из цела Македонија, значи брои преку 300 членови во тие младински, односно почетнички категории, што представува една добра основа и база, кај што од квантитет треба да се црпи квалитет. Под моје водство Металург јуниор, ова ни е втора сезона кај што се надпреваруваме у Супермашка лига. Прошлата сезона игравме плејаут, значи борба за опстанак, и во плејаут таму завршивме пето место, односно завршивме први, бевме у плејаутот, без ниту еден пораз. Исто прошлата сезона стигнавме до Final Four на Куп на Македонија, што за мене представува голем успех. За оваа сезона, јас како тренер, сигурно и клуб, имаме поставено целта ние да играме у плей-оф. Се гледат резултатите на работа на младинските школи на Металург. Моментално у прва екипа ги имаме Гоце Георгиевски, кој е од школа на Металург. Манасков, неговите почетоци беа у Велес, али мислам дека подолг период работеше у Металург, значи у младинските школи на Металург, така да и он може да се рачуна као играч на Металург. Од таа младинска школа Жарко Пешевски е сега работи со прва екипа и се надеваме дека ќе се избори за тоа поголема минутажа и дека тие играчи не се малце. Стојанче Стоилов е исто од школа на Металург, кој е стандарден репрезентативец. Моја некоја лична сатисфакција е дека во 2009 година, кога прекинав со активно играње, завршив кариера во ракометниот клуб на Металург, управата на чело со председателот Ристо Чокрев, значи направи за мене еден голем гест, за мене како личност и како играч. Значи добив со една година играње во Металург, добив автоматски понуда да останам во клубот и да работам како тренер. И моја некоја лична сатисфакција што треба да ја покажеме кроз тие квалификации што не очекуваат во јануар за Европско првенство во Полска, дека мои први почетоци се врзани со таа генерација 96-97. Нашиот клуб дава 12 репрезентативци во таа кадетска репрезентација, така да сме заедно 4 години, ова ни е пета сезона, фактички 4 сезони, ова пета сезона ни е, кај што многу добро се познаваме едни со други и мислам дека имаме големи шанси, нормално ако ни се вратат овие повредени играчи Марко Неловски, Мартин Велковски и Филип Кузмановски, значи да бидат сите спремни за тие квалификации. Јас мислам дека имаме големи шанси да се класираме на Европско првенство. Па добро, ние сега имаме А селекција, значи се работи за квалитетна селекција, али за година до две ќе треба некој освежување. Значи тоа е еден период
2 do 3 godine, kao što po mene, po moja procenka i procenka na drugite stručnjaci, treba da stasat neko igrači koji se od ova kadetska selekcija. Znači tu ima igrači koji se momentalno sa mladinci, to je 94. godišteg, imamo tu kao naši od klub trojica reprezentativci od ta kategorija, znači Martin Manaskov, odnosno četvorica, Martin Manaskov, Borjan Mađovski, Bojan Mađovski i Filip Ivanovski. Tako da za 2 do 3 godine postepeno ufrlanje, znači u ta selekcija treba da dojde do nekoja smjena na generaciji po priroden pad. Metalurg je klub koji dosta vložuje vo svoji treneri, što je mnogo pozitivna rabota, znači i toj model treba preuzemati drugi te klubovi. Znači ima nekoj najavi svega od strana na Vardar, deka saka da gi aktivira tije mladinski školi, što je mnogo pozitivno. Pelister ima isto najavi, kao što imat prateno stabilen sponzor, a znajeme deka Pelister je rasadnik na tim mladi igrači. Znači treba se postaviti rabotije kako što treba. Normalno, treba se uložiti vo mladi treneri, vo stručen kadar koji te prenosi znanje i iskustvo na početnici, na mladi igrači. Ja smetam deka u odnos na drugi te klubovi iz Evropa, ova generacija 96-97, kao što imame stvarno dobra selekcija i smo pokrijeni na site poziciji po 2 kvalitetni igrači imame. Znači smetam deka nemame igrano, ne sme učestvovali u nekoj takvi turniri, ali mislim deka sme vo prednost odnosna i pogolemite klubovi od nas. Znači nije imamo možnost to da uvidime preko reprezentacije, učestvovali na turniri, što imamo igrano s reprezentacija na Hrvatska, to je nadprevak izvojili sa 2 razlika, znači igramo bez 3 standardni reprezentativci, bez Nelovski, bez Talevski, Krstevski. Znači u nekoj kompletan sostav, što se nadavam deka će vidime kaj sme i što sme u ovoj kvalifikaciji što ni predstoja 2. januara.